И 2023 ќе биде година на предизвици. Бизнисите ќе се соочат со бројни потешкоти и нејасноти. Високата инфлација, цената и достапноста на енергенсите, зголемените трошоци за се, недостатокот на работна сила и одржување на ликвидноста, па и последиците од пандемијата ќе продолжат силно да се чувствуваат. За да издржи стопанството, неопходна е силна државна поддршка која засега изостанува. Предизвикот е финансиски, енергетски и одделот на работната сила. Може да се споредуваат мерките на владата за овие последни 3 години, какви ефекти имат дадено и врз база на тоа да се гради некој нов концепт кои компании ќе се поддржат. Поддршката е многу потребна, но мерките треба да се дефинираат концизно и да бидат таргетирани, не само да опфаќат не да бидат хоризонтални како што беа на почеток. Треба уште еднаш база на таа пракса да се дефинираат следните мерки. Најпогодени од кризата беа малите компании. 11.000 микро и мали компании во 2022 ставија клуч на врата, што е силен аларм дека државните политики се погрешно поставени. Иако имаше поддршка од страна на државата, тоа беше незадоволителна, не беше доволна за компаниите и тоа се рефлектира и во тој дел. Па дури, ако гледате делот на средните компании, односно производните компании, и тие има потешкоти во делот на енормното покачување на цената на електричната енергија. Тие или привремено или делумно треба да затварат некои од своите производни капацитети со цел да не трпат многу штета. Ефектот на високата инфлација ќе се задржи годинава, а ќе има проблеми во стабилизацијата на пазарот поради руско-украинската криза, што ќе се одрази пред се врз цените на прехранбените производи. Не очекува исто така тешка година. Ситуацијата со воените действија во Украина продолжуваат, не гледаме смирување на тој сегмент. Тоа значи дека енергијата повторно ќе достигнува високо ниво, што се однесува до пазарот на снабдување со храна. Нефункционирањето на Украина секако ќе предизвика одраз и на цената на основните прехранбени производи. Знаете дека значаен дел од суровините во македонската преработувачка индустрија доаѓаат од тие пазари. Странските инвеститори сметаат дека инфлацијата ќе продолжи да расте и стравуваат од отпуштање на работници, а се поголем е проблемот со работната сила. Поразително за македонската економија не е само што работниците се повеќе купуваат билет во еден правец, туку и тоа што странските инвеститори се соочуваат со проблеми да вработат лица кои не се државјани на Македонија поради комплицираните постапки за престој. Намалување на оперативните трошоци во технолошко-индустријските развојни зони е посочено како барање, бидејќи кога ќе се зголеми процентот на искористеност на овие зони, сите оние оперативни трошоци кои се користат за плаќање на оперативното вршење на дејноста, целта на овие зони не е профит за државата, туку е да имате соодветна локација за компаниите брзо и лесно да можат да го реализираат својот инвестициски проект. Дополнително усогласување на царинските увозни стапки, болка, јас би рекол 15 на години кај нас е олеснување и поедноставување на правилата и постапките за престој работа на странски државјани. И наместо во новата година да влеземе со нови мерки за поддршка на стопанството, ние влегуваме со нови давачки. Владата воведува кризен, односно данок на екстра профит. Прогресивното даночување барем засега се одложува. Бизнисмените во новата година влегуваат со несигурност и предпазливост, но сепак и со надеж дека државата конечно ќе има слух за нивните барања.